Почитувани, денеска владата ја одржа 77-та седница на која се донесоа неколку значајни одлуки во интерес на граѓаните. На седницата беше разгледана информацијата со предлог програмата за финансиска поддршка на проекти од областа на младите, на младинските организации за 2025 година, преку Министерството за социјална политика, демографија и млади. Преку Министерството ќе се дадат грантови за проекти од областа на младите и младинските организации во износ не поголем од 300.000 денари. Проектите и апликациите треба да се насочени кон следните приоритетни цели и тоа: зајакнување на влијанието на младите во сите процеси на донесување одлуки на локално и национално ниво врз основа на соодветна правна рамка. Препознавање на младинска работа како клучна алатка за помагање на позитивниот и личен социјален развој на младите. Оспособување на младите со знаења и вештини за медиумска и дигитална писменост, кои препознаваат дезинформации и ги артикулираат сопствените интереси и ставови како активни граѓани во општеството со развиена критичка свест. Зголемување на свеста и имплементација на мерки за намалување на врсничкото насилство, родово базирано насилство, сајбер безбедност и дигитална хигиена во рамките на образовните институции и креирање на иновативни решенија за намалување на невработеноста на младите и промоција на мерки за самовработување и предприемништво. Со цел да се запази транспарентноста, ќе се објави јавен повик при што представниците од Министерството и Генералниот секретаријат ќе ги разгледуваат апликациите и проектите, додека пак распределбата на средствата ќе се врши согласно правилник за распределба. Исто така, владата го одобри предлог законот за изменување и дополнување на законот за локална самоуправа. По одобрувањето од страна на Собранието, овие измени ќе донесат значителни подобрувања во функционирањето на општините, зголемување на транспарентноста, граѓанско учество и административна ефикасност. Почитувани граѓани, владата продолжува да работи посветено и одговорно само за вас. Ние се обврзавме на реформи, промени и проекти. Тоа и го испорачуваме. Ви благодарам.